20 часот време е за најновите информации од Велес и регионот. Еве кои се трите настани што ги издвоивме за денес. Останете со нас. Продолжуваат субвенционирањата на земјоделците. Тие годинава ќе добијат над 140 милиони евра. Се оплеменува просторот околу спомен костурницата во Неготино. Проектот Мој термин го оправда своето постоење. Дури 80% од граѓаните задоволни од функционирањето на системот. Оваа година земјоделците задоволни од субвенциите. Тие годинава ќе добијат над 140 милиони евра. Владата на Република Македонија заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и понатаму продолжуваат со спроведување на аграрна политика, која веќе дава позитивни резултати. Земјоделците годинава ќе добијат државна поддршка над 140 милиони евра. Владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство продолжуваат со спроведување на аграрна политика која дава веќе резултати во развојот и зголемувањето на конкурентноста на македонскиот земјоделски производ. Доказ за тоа е што извозот на македонскиот зеленчук во европските држави оваа година е 48%. Земјоделците задоволни од субвенциите. Јас сум задоволен од тие субвенции што ми даваат, јас сум задоволен. Тоа што се пријавувам, што го изработувам, нивите, што ме следува државата ми даваат. Оваа година од септември почнаа да не субвенционираат нас, претходно не субвенционира. Ми да зимам за стоката, зимам субвенции. Зимам за стоката, зимам. Оваа година новина е можноста земјоделците да ги пополнат образците на барањата за добивање субвенции по електронски пат. Помош при аплицирањето добиваат од Агенцијата за поттик и развој на земјоделието. Задругарството се враќа во македонските села. Оваа година се регистрирани 7 нови, а последните 3 години вкупно 35 мали и големи земјоделски задруги. Деталите во прилогот што следува. Задругарството повторно се враќа во селата. Годинава се регистрирани 7 нови, а последните 3 години вкупно 35 мали и големи земјоделски задруги. Целта е да произведуваат со помали трошоци и заеднички повеќе да продаваат на пазарот. Во Македонија од кога е донесен законот во 2013 година, па до сега, се регистрирани и работат вкупно 35 задруги. 7 од нив се мали и 28 големи. Вкупно низ целата држава обработуваат 1100 хектари земјоделска површина. Сопственици се на 260 пчелни семејства и сите заедно имаат стадо од 450 говеда, 200 кози и 250 овци. Задруги има во сите делови од земјава и најчесто се формирани со заедничкото работење да го зголемат производството, намалат трошоците и повеќе да продаваат на пазарите. Велат дека вака полесно се преговара со откупувачите, кога ќе дојде време да ги продаваат своите производи, кога треба да добијат пониска цена за набавка на заштитни средства, вештачко ѓубриво и механизација и повеќе пари за инвестиции од банките. Задругите најчесто се занимаваат со повеќе земјоделски дејности, што е резултат на македонското поднебје, на едно стопанство да се произведуваат различни култури. Помал дел од нив се специјализирани за една гранка, како на пример овоштарството, лозарството, пчеларството или производството на ориз. Што се внесува до новите млади земјоделци, тие задругарството го гледаат како можност за поквалитетно и конкурентно земјоделство. Секаде во светот земјоделците се организираат во задруги. Моделот се покажа успешно и функционира во западниот свет. За задругите во Македонија има многу поволности од буџетските средства. 90% се субвенционира набавката на механизација, 30% се поголеми субвенциите, а се плаќа и менаџерот на задругата. Од типа 2 програмата, Македонија по 2017 година ќе добие дополнителни 1,5 милиони, а ќе може да ги искористи до 2019.
Се оплеменува просторот околу спомен костурницата во Неготино. Неготинскиот градоначалник информираше дека проектот се реализира заедно со Вардарскиот плански регион, Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа. Се работи за површина од близу 4 хектари, а инвестицијата чини 4 милиони денари. 4 милиони денари се наменети за комплетно уредување на просторот околу културно-историскиот споменик Спомен костурница во Неготино. Станува збор за површина од близу 4 хектари. Неготинскиот градоначалник информираше дека проектот се реализира заедно со Вардарски плански регион, Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа. Гледаме дека сега во моментот се подготвува трим патеката за рекреација на сите граѓани на општина Неготино. Исто така во долниот дел од проектот го реализираме заедно со Вардарскиот плански регион, морам да спомнам, каде што ќе бидат вградени неколку содржини. Во долниот дел ќе има една фонтана, исто така и амфитеатар, додека на горниот дел околу спомен костурницата ќе има неколку спортски содржини и тоа е едно игралиште за одбојка на песок, игралиште за баскет, односно за кошарка и исто така за шах простор. Апостолов изрази надеж дека временските услови ќе дозволат до крајот на годината комплетно да се завршат земјените работи кои се дел од овој проект. Останатата инфраструктура ќе биде поставување на клупи покрај просторот за трчање, рекреација и сметам дека овој проект кој моментално градба Промет го реализира и ќе ни овозможат временските услови до крајот на годината да може комплетно земјените работи да се завршат во вредност од околу 4 милиони денари. За неготинчани ќе значи многу, една голема зелена, една голема паркова површина покрај останатата на Саат Кула и во централниот дел на град Неготино. Со завршувањето на целиот проект, граѓаните на Неготино ќе добијат уште едно пријатно катче каде слободното време во спортување, одмор и релаксација ќе можат да го минуваат во било кое време од денот. Електронскиот систем на закажување на прегледи и интервенции Мој термин засега функционира успешно и се применува на целата територија на Македонија. Истражувањата покажуваат дека 80% од пациентите се задоволни од функционирањето на овој проект. Валентина Михајловска со деталите. Проектот Мој термин го оправда своето постоење. Истражувањата покажуваат дека над 80% од пациентите се задоволни од функционирањето на системот. Лекарите ја почитуваат обврската за навремено да ги известуваат пациентите. Доколку не постои Мој термин, нема да знаеме колку пациенти имаме дневно, вели доктор Гоце Бузалков, директор на болницата за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново. Приоритетните се тие кои што матичниот доктор и покрај тоа што немало место на Мој термин ги упатил заради тоа што се јавила итност, односно акутно се влошило нивното здравје. И тие треба да имаат приоритет и ние тие не ги враќаме, а од Мој термин редовно се оди. Така да ако има добра волја, добра организираност, Мој термин може да биде функционален. Инаку па, еве ако нема Мој термин, па не знаеме ни колку ќе дојдат. Значи може да дојдат 50, може да дојдат 5. Според податоците на Министерството за здравство, во системот на Мој термин се забележани и откажување на прегледите од страна на пациентите, но и од нивните матични лекари. Во овој период од годината, кога најголем број од нас лекот за грипот и главоболката го пребаруваме на интернет, надевајќи се дека нема да мора да одиме на лекар, но на наше изненадување не се што има на интернет е вистина. Без разлика на квалитетот на онлайн услугите од областа на здравството, општ печаток е дека најдобро би било вашиот прв избор да биде посетата на лекар. Ова исто така го советува и примариус доктор Трајан Чацилаков. Развојот на информатичката технологија ни овозможува пристап до најразлични информации на интернет. Се почесто се забележуваат интернет страници посветени на здравието. Позитивната страна е тоа што на некој начин се зголемува здравствената култура кај луѓето, вели доктор Цилаков, но сепак консултациите со лекар се неопходни во случај на појава на најразлична симптоматологија. Мој совет е, покрај информациите што пациентите го имаат, обавезно да
своето здравје им го посветат на докторите. Не да биде дружба ради дружба, да не влегуват у делот од хипохондризмот. Меѓутоа, правиот момент да почувствуваат дека им е потребен совет, лекување и се што е врзано со правата медицина. А ова се друго може да биде у функција на медицината. Во Македонија веќе се забележуваат примери кога поради примена на здравствен совет од интернет страници, наместо подобрување има влошување на здравствената состојба. Токму затоа доктор Цилаков советува да се побара мислење од стручно лице, затоа што најсигурна е медицината базирана на докази. Во разговорите и дискусиите, секаде кога се среќаваме, имаме образ да застанеме пред граѓаните и да дискутираме за тоа се што во она се што сме го обезбедиле, некаде сме сгрешиле и можеме да поправиме. Во иднина, ова вчера, во средбата со жителите на Сопот, Кавадаречко го истакна Ванчо Костадиновски од ВМРО ДПМН. Средба со жителите на Сопот Кавадаречко вчера вечер имаше Ванчо Костадиновски од ВМРО ДПМН. Тој рече дека до 11 декември ќе бидат интензивно во постојана комуникација со граѓаните, бидејќи имаат лице да ги погледнат во очи и да застанат исправено и да дискутираат за се она што го направиле или што треба да го направат во периодот што следува. Во разговор со граѓаните се гледа дека на граѓаните од Сопот им е од особено значење состојбата со лозарството. Граѓаните не можат да прифатат предавање на националните интереси и ќе застанат за оние кои знаат да ја водат економијата и да ги штитат националните интереси, истакна Костадиновски. Председателот на СДСМ Зоран Заев при посетата на Могила најави дека на годишно ниво на земјоделците ќе издвојуваат 160 милиони евра субвенции, додавајќи дека тие ќе бидат наменети за да стигнат кај вистинските земјоделци. Тој истакна дека испраќаат порака дека мора да има живот и за земјоделците. Првата можност е субвенциите да стигнат тогаш кај нив кога им требат. За производителите на овоше ќе стигнат во периодот март-април, кога почнува производствена сезона. За производителите на жито, тоа ќе биде веќе септември-октомври, кога завршува жнеењето на житните култури и почнува подготовката на наредната сезона. За сточарите, тоа ќе биде јуни-јули, кога е најефтина храната за стоката и добитокот кој што го гледат сточарите. Истовремено, за набавката за секое ново грло добиток ќе имаме зголемени 30% повисока субвенција, се со конечна цел да расте стадото кај сточарите. За секој нов хектар земјоделска површина ќе одобриме 20% поголема субвенција, која што во просек значи 2.500 денари повеќе од тоа што денеска се дава по хектар површина. Македонските тутунари оваа година имаат помала, но квалитетна реколта и очекуваат добра цена при откупот. 6 лица, од кои 5 мина Скопјани и 1 од Свети Николе, сите вработени во управата за јавни приходи на раководни функции, се здобие со кривични пријави од страна на единицата за економски и компјутерски криминал при СВР Скопје. Следуваат вестите од Македонија. Македонските тутунари оваа година имаат помал род, но поквалитетна реколта. Речиси 30.000 македонски семејства екзистираат од производство на тутун. Тие велат дека исплатливоста зависи од количествата, но и цената на истиот. Пред почетокот на откупот на тутунот, земјоделците не очекуваат проблеми, туку подобра цена. Од производството на тутун годинава се очекува околу 20.000 тони. Од Институтот за тутун велат дека иднината на македонското тутунопроизводство е стабилна. Шест лица, од кои 5 мина Скопјани и 1 од Свети Николе, сите вработени во управата за јавни приходи на раководни функции, се здобија со кривични пријави од страна на единицата за економски и компјутерски криминал при СВР Скопје, поради постоење основи на сомнение дека извршиле кривично дело,
злоупотреба на службена должност и овластување, соопшти МВР. За вкупно 8.442.509 денари е оштетен државниот буџет. Пријавените ја злоупотребиле својата службена положба и овластување на тој начин што, иако знаеле дека даночното побарување за даночен долг во вкупен износ од 90.752.102 денари од даночниот должник ИПП Лепа Дуел Скопје по основ на данок на добивка, данок на додадена вредност и персонален данок од доход и по други основи е доспеано врз основа на издадени решенија за задолжување со искористување на својата службена положба, овластување и со неизвршување на службената должност, свесно го попречиле, пролонгирале и оневозможиле спроведувањето на постапката за присилна наплата на доспеаниот даночен долг од даночниот должник. Пријавените не превзеле активности за обезбедување на даночно побарување со воспоставување на залог, односно со запишување на заложно право во регистарот на заложни права, со што на одговорното лице на даночниот должник му овозможиле временскиот период од околу 3 години да го искористи за пренесување на дел од своите побарувања во вкупен износ од 5.084.059 денари на фирмата ЗБИПП Дуел Скопје. Оваа фирма во која основач е нејзиниот сопруг, а управител е нејзината керка, со склучување на договори за цесии и компензации, во кои правното лице ЗДИПП Дуел Скопје е во улога на цесионер, е искористена за пренесување на целокупните залихи, средства за работа и ситен инвентар во вкупна вредност од 3.358.450 денари, со кои располагал даночниот должник ИПП Лепа Дуел. На тој начин, поради неизвршување на службената должност од страна на пријавените, даночниот должник останал без имоти средства од кои што во постапка за присилна наплата на даночниот долг би можело да биде наплатен доспеаниот даночен долг, стои во соопштението на МВР. Силен земјотрес утринава во 7 часот и 40 минути удри во близина на Норсија, во централна Италија, уништувајќи многу згради. Стейт департментот на САД побара семејствата на дипломатите од Американскиот конзулат во Истанбул да го напуштат градот поради безбедносни причини. Ова се вестите од светот. По само една недела потреси кои оставија илјадници луѓе без покрив, силен земјотрес со интензитет од 6,6 степени според Рихтер ја погоди денеска централна и јужна Италија. Епицентарот бил на 132 километри североисточно од Рим и 67 километри источно од Перуџа, во близина на епицентарот на потресите од минатата недела. Неделава ова е трет земјотрес во Италија. Првиот се случи на 26 октомври со магнитуда од 5,4 степени според Рихтеровата скала. Ноќта се почувствува уште еден од 6,3 степени. Семејствата од Американскиот конзулат во Истанбул да го напуштат градот поради безбедносни причини, побара Стейт департментот на Соединетите Американски држави. Оваа одлука е во врска со информација за екстремистички групи кои продолжуваат со агресивни обиди да нападнат граѓани на Соединетите Американски држави во Истанбул. Наредбата се однесува само за Генералниот конзулат на САД во Истанбул и не важи за други американски мисии во Турција. Во изјавата на Стейт департментот се нагласува дека постои закана за американски државјани од терористички групи на територијата на цела Турција. Времето денеска беше претежно сончево, но студено, со максимална температура до 19 степен. Да погледнеме какви се прогнозите и за наредните неколку денови.
Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.